токму денес и ја шириме важноста на безбедно однесување на интернет меѓу нашите ученици. Македонија се приклучува на 180 земји од светот кои денеска го одбележуваат Меѓународниот ден на побезбеден интернет под мотото Заедно за подобар интернет. Одбележувањето на овој ден представува повик за акција кон сите засегнати страни со заеднички сили да помогнат во креирањето на подобар интернет за сите, особено за младите. Мамењето на интернет добива екстремни димензии и за оние кои ќе наседнат може да има сериозни последици. Освен измамите, многу поширок е и проблемот со дезинформациите и лажни вести. Поради тоа, развојот на вештините за медиумска писменост е апсолутно неопходен, а и самите свесни дека и нашето образование, нашата држава се поактивно работи во овој поглед. Не само ние, наставниците, да се здобиеме со подобра медиумска писменост, туку и нашите ученици. Интернетот е одличен начин да се поврзеш со пријателите и семејството, да се поврзеш со светот, да научиш нови работи, да изградиш дигитални и други вештини, да споделиш фотографии, видеа и мислења. Ако се користи правилно, интернетот може да им го промени животот на децата и младите, така што ќе им понуди многу можности за комуникација, учење и слобода на изразување. Има многу нешта поради кои сакаме да бидеме поврзани со интернетот. Исто така секојдневно се користи и за погрешни намени и се злоупотребува, а децата и младите се тие што ја плаќат цената. Утрото јас вака го почнав, а верувам многумина од вас барем слична, со совети до нашите ученици и секогаш кажуваме пред да споделиме нешто, сите ние без разлика дали сме возрасен или дете, треба да се запрашаме како ќе се чувствуваме ако оваа содржина заврши некаде таму каде што не е била наменета и ако ја видат други очи или некој друг. Дали ќе повредам или натажам некого со ова што го споделувам? Како ќе се чувствувам ако ова го види некој друг покрај лицето со кое го споделувам? Каква е можноста мојата содржина да се употреби или злоупотреби во поинаков контекст? И она што е најважно, што често пати забораваме, тоа е споделување фотографии или видеа, кога можеби на некого и не му се допаѓа не само како излегол на самата фотографија и дали си се допаѓа, туку што објавуваме без да прашуваме, а треба секој што се наоѓа на фотографијата, што е засегнат или видео содржината, да го прашаме за дозвола истото да се објави. Што можеме да направиме денес? Значи, не само ние возрастните и дечињата, сите треба да проговориме, да говориме. Ако видиме дека некој од пријателите, односно без разлика дали пријателот имал добра намера, нешто објавил, а вие во тоа не гледате или можете да согледате дека истото може да направи некаква штета на некој друг, треба да го посоветувате, да му кажете. Значи, не треба никогаш да промолчуваме оние нешта што ние гледаме или од наше гледиште не се добри, за да ги гледаме сите. Значи, можеме, ако ништо друго, да го запреме ширењето на штетните, односно невистините пораки и објави, така што нема да ги препрачаме на другите. Едноставно, ќе ја пренесеме информацијата за безбедноста и ќе ги поттикнеме пријателите на разговор. Денот на безбеден интернет се организира од InSafe Hope мрежата со поддршка на Европската комисија секој февруари за да промовира безбеден интернет како и искористување на дигиталната технологија за постигнување на позитивни цели, особено кај децата и младите. Се одбележува вториот ден во втората седмица и на вториот месец во годината. На тој ден илјадници луѓе од целиот свет соработуваат
за да ја зголемат свеста за проблемите кои може да настанат при користење на интернет и со тоа учествуваат на разни настани и активности кои го промовираат неговото правилно користење. Рамката за онлайн безбедност еволуира последните неколку години, без разлика дали сме возрастни или деца, родители или негуватели, обучувачи или социјални работници, или дел од индустријата, донесувачи на одлуки или политичари, ние можеме да бидеме промената и да се здружиме и да создадеме подобар интернет за сите. Денот на побезбеден интернет стана значаен настан во календарот за безбедност на интернет, започнувајќи како иницијатива во проектот Безбедни граници на ЕУ во 2004 година и последователно прифатен од мрежата InSafe како една од нејзините најрани акции во 2005 година, денот на побезбеден интернет прерасна надвор од својата традиционална географска зона, денес се одбележува и слави во над 180 земји во целиот свет. Преку агендата за подобар интернет за деца, Европската комисија, центрите за побезбеден интернет и други засегнати страни соработуваат со наставниците, воспитувачите и други професионалци низ Европа, за да им овозможат на децата и младите дигитални вештини за медиумска писменост потребни за користење на дигиталната средина на одговорен, почитуван, критички и креативен начин. Тоа е некаков подолг вовед во сето тоа, не прв пат сте го слушнале сигурно денес, зашто цел ден, реков, помина во некакви одбележувања, па и со колегите со кои што учествуваме во куп еден други проекти од два и најдовме термини за да можеме да бидеме послободни или да можеме сите да кажеме збор два на истата тема. И од таа причина зашто самата седмица трае нели до петок, па сите вие што досега не сте успеале да го одбележите денот или самата седмица на информатиката, во првиот QR код ќе ве однесе на European School Education Platform, каде ќе најдете куп еден ресурси кои што можете да ги прилагодите, да ги искористите токму за подобар интернет за вашите ученици, а додека другиот QR код фактички ќе биде вовед во она што следи, тоа е алатката Векелет, во која што обработив една наставна тема, насловена е како земјата и подалеку во нашата програма, всушност Вселена, космос и универзум. Па ќе видите, се работи за цела тема, а самата колекција, односно секој додаток е всушност наставна содржина сама по себе. Значи, самиот Векелет како алатка за уредување на содржини ви овозможува да имате побрз пристап до блоговите, видеота, други ресурси кои често ги користите, но исто така и моćна алатка за учење. Со Векелет наставниците можат да им понудат на своите ученици мешано учење, како онлайн, така и онсайт, настава каде учениците можат да создават дигитални содржини и да работат под надзор на наставникот. Значи, она време што е поминато на интернет, ќе знаете и што правел и каде бил. Искористив и некои постари слики, зашто не ми е прв пат да презентирам пред колегите за Векелет како една од мои омилени алатки, па само направив некаква споредба, почнувајќи од самото мото кое што било за време на ковид, се на едно место, што мене ме воодушевуваше и вистина, се ми беше на едно место, од самото планирање на наставниот час до реализација, до сите оние воннаставни активности, домашни задачи, па и за време на ковид водев евиденција или правев дневник за учениците и за 8-те и за 9-тите оделенија, така што нудев и материјали што би можеле да сработат како домашно или нешто да истражат, да изведат некаков експеримент и слично. Арно, ама денес малку се смени, па самото мото е сега создава, едуцира и инспирирај. Впрочем и минатата година и нашиот e-twinning имаше слично мото,
нели e-twinning како иновативна и едукативна алатка во нашиот образовен систем. И се сврте и до иновација, до креативност, а всушност несвесно се стави наставникот во центар, зашто ни креативноста, ни иновативноста нема да ја биде ако самиот наставник не е така. Ова е денешната колекција како изгледа, односно мојот профил на Векелет. И користам само оние стари, зашто со се во ова и денес можете да се сретнете во описот на самиот Векелет. Се уште го нема описот на македонски јазик, ама веројатно ќе најдете некој од јазиците што ќе ги разберете. Па од снимање и презентирање, кога се кажуваше за снимање, се мислеше на едни куси 3-минутни видеа кои што можеа да се снимат, поправо да вклопувате други алатки во самиот Векелет, да презентирате, да изработувате портфолија, раскажувате приказни, соработувате, зашто заеднички можете да работите на колекциите, професионален развој, создавање билтени и разни активности. Векелет е замена за одлична презентација со богати ресурси за нашите ученици, идеален за правење портфолија за ученици, баратели на работа и за вработените, совршен е за раскажување на дигитални приказни и наведување на учениците како да се дружат на интернет, одличен за соработка и групни проектни задачи, одличен за евидентирање на професионален развој со најдобри ресурси, конференции и друго, погоден за создавање билтени за мешани медиуми кои покажуваат најдобрите моменти од училницата, училиштето, заедницата. И повторно се навраќам за алатките или како може да се интегрира или како тие можат да се интегрират во Векелет, се едно двострано е и убавината во самата алатка што е прифатена и од Microsoft и од Google, и тие дури ја сметат како нивни алатки и ја препорачуваат, така што можете да го вметнете и во Microsoft или доколку работите во Google Classroom. Потоа тука е вметнување во колекции Google Drive или обратно, па споделување. Се она што ќе го направите како колекција можете да го споделите и по социјалните мрежи. Тука е OneNote и тука се тие видеа што реков, заради нив се вели дека Векелет може и да снима, но денес не ни има потреба зашто сите ние имаме своји канали без разлика каде и можеме секогаш да линкуваме и да ги вметнеме во самата алатка. Сега она зошто да се придружите, нели секогаш првото прашање е зошто да го правите тоа. Мене ме мотивираше тоа што навистина тогаш се ми беше на едно место, а баш кашто никогаш ниту една алатка не можеме да ја истражиме до крај, зашто и самата се развива и нуди секогаш се повеќе и повеќе. Па можете и да едноставно да си поставите задача да откривате многуте добри страни на оваа алатка и да споделувате со другите, или да станете амбасадор, експерт за Векелет и да инспирирате луѓе околу вас да го користат. Како да соработувате на Векелет, имате на нивниот блог многу совети, туторијали, се и се што, па можете и тоа да го искористите, во поново време се почесто и почесто одржуваат вебинари, па и да поставите некое прашање, било какво прашање, ќе добиете одговор, ќе организираат веќе, ако не е истата седмица, веќе наредната седмица некој вебинар на темата која што вие сте ја поставиле и ќе ви одговорат. Самата мисија на оваа алатка е да го стави човекот на првото место, помагајќи му да се организира и да најде релевантни и привлечни содржини од целата мрежа. Нашето училиште, нели секогаш ученикот е во центарот, тука е ученикот, и ученикот и наставникот и воопшто човекот, луѓе што барат работа, луѓе кои што веќе се на работа, за секого има многу добри страни кои што се искористливи и би било
dobro секој да се обиде барем да направи по некоја колекција и да види дали ќе има некаков бенефит од тоа што го прави. Со што можеме да ви помогнеме? Имате тука секогаш помош, поставувате прашања или можете да прочитате стари прашања што веќе некој ги поставил, па ако не најдете некое исто или слично прашање чиј што одговор може да ви помогне, тогаш ќе поставите и реков многу брзо ќе добиете одговор. Во постаро време повеќе пишуваа, сега повеќе зборуваат, односно организираат тие куси, вебинари и се трае дали максимум половина час. Навистина се одлично организирани и дечкиве знаат што прават и никогаш не можете да заглавите многу долго или нештата ги прават толку интересни, па времето едноставно ќе ви пролета, ќе видите и самите. Доколку веќе имате сметка, можете да се логирате, дали ќе одите по мејл, веќе знаете со собствен мејл, дали ќе користите веќе Gmail, Microsoft, Facebook, се едно, исто е и со правење сметка, дали ќе искористите истата или ќе отворите нова, сосема се едно. И тука се колекциите, само накратко, овие се скромни, сиромашни, зашто се од времето на COVID, кога почнував, едната направив, па изумив, па отворив друга. И тоа ќе видите, може да бидат разни активности, не мора да биде само во прашање настава и она што го правиме, што го учиме, туку едноставно можете да правите дневници, можете да правите фотоалбуми или нешто што сакате да остане забележано, запомнето, зашто има милион работи што ги правиме, а ако не ги евидентирате, ако не ги запишете никаде, едноставно исчезнуваат, па понекогаш ќе се сетите на такво нешто. И сега се тука туторијали, што и пред малку ги спомнав, ќе ги најдете тука, сигурно сега има повеќе јазици на кои што може да се најдат, тука се 15-тина. Како да ги правите воопшто колекциите, како да изберете каков шаблон сакате и такви работи. И исто има и примери, односно изложба или примери на добри практики, како некој ги користел овие колекции и тоа го посочуваат како примери на добри практики, па може би нешто ќе ве инспирира да и вие направите такво нешто. И ова е сега мојата колекција, реков каде позбогатена, пишувано на многу теми, поправо се она што се случува или ако сте член во некој проект, можете тука да евидентирате, можете да го споделите веќе лет за соработка, а сега ќе го искористам овој линк, ќе отидам на мојот профил и сега ќе видите како изгледа профилот кога не си логиран, зашто има разлика, кога ќе влезете внатре, вие го уредувате како сакате, а додека вака од надвор тие дават некакви општи информации, општи. Се повторно како на тацна се знае, дури како сите тие ваши колекции сте ги подредиле, како сте ги организирале и самата јас ги поделив според тоа на што се однесува, дали се конференции, работилници, вебинари и слично, па имам некакви дневници за работа, па интереси, проекти, активности, учење и поучување и кога почнувате да правите, ако не сте сигурни во која категорија ќе го сместите, ќе биде вон категорија, па кога штом ќе се логирате, ќе можете и да го сместите во некоја од категориите. Сега ќе се логирам, па ќе видите, поправо ќе ви покажам како се уредува една колекција на Векелет. Ете. И сега тука се сместени сите колекции кои што ги досега изработував, дури и оние вебинари кои што не беа снимени или од некакви причини не сум била во можност да ги снимам. Најчесто презентацијата ќе ја споделам тука, па после тоа ќе го префрлам или и ред други работи.
И сега наједноставно или како воопшто да направите, убаво е во еден Word документ да запишете како би сакале да ви се вика самата колекција, насловот, па да напишете некаков курс, опис, да подготвите материјали, без разлика дали тие материјали ќе бидат ваши или ќе споделите, ќе линкувате од вашите пријатели или може да биде од било кого сте нашле нешто што е интересно и сакате да направите колекција од такви интересни работи, едноставно ќе искористите, ќе видите колку е едноставно. Од еден Word документ копирам наслов кој што ќе го ставам во мојата колекција. Еве, ќе биде само copy-paste. Видео експерименти. Сега, повторно се враќам ке описот, краток, една реченица, за да не пишувам, нели обично пишуваме XX нешто, колку да помине, ете да има некакво правилно да биде напишано, ако ништо друго. Сега, сега корисни ресурси за реализација на наставата по физика во основно образование. И сега, штом се работи за видеа, ќе земам, издвоив тука и неколку видеа, ги ставив линковите во Word, сега ќе ископирам и тоа, не е битно воопшто какво е видео. Добро, и сега ќе се вратам назад, ќе го поставам тука. Гледате и тука веќе имате ова знакче повезница, ќе ископирам тука. И веќе се појавува вашето видео, одбрав видеа да бидат во врска со експериментите и со физика, а не мора да биде, значи, за што ќе се решите или каква тема сакате, тоа и ќе го правите. Потоа, кога ќе дојдете подолу, ќе ви се јави едно плусче и сега можете да изберете дали ќе напишете некаков текст, дали ќе поставите слика. Еве, ќе земам една слика и ќе ја внесам со тоа што ќе ја земам од мојот десктоп. Еве, например, една ваква слика. Повторно ќе зборува за експериментите што правеле дечињата, потоа, ете, тука има некои работи, ако сте ги обележале, со маркирале, па ви се интересни, а се однесуваат на експериментите, можете и на таков начин да донесете, значи веќе објавувано на самата страна, или пак еве нешто да од некаде да довлечкате, дали ќе биде од OneDrive, Google Drive или било каде, може и од YouTube, само што треба да најдам канал, хајде тоа ќе се откажам, зашто веќе има. Во секој случај можете било што. Да видам, не сум со Google, дали ќе морам, ако морам нема ни да споделувам. Важно да знаете што се можете да ставите. Или можете едноставно да напишете текст каков сакате, исто како што пишувате во Word документ. И сега веќе се што ќе објавувате, тоа и автоматски ви се снима. И веќе имате некаква колекција која што можете да ја споделите со кого сакате.